Добре дојде во денешното Телма интервју за магистар Емилија Анеска, раководител на секторот за санитарна контрола во јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Добре дојдовте. Струмица, Струга, Гостивар, вчера Валандово. Како се случува еден ваков тип на критична инфраструктура како што се водоводните системи да имаат небезбедна вода? Па вака јас не би ги коментирала многу другите градови затоа што сите тие имаат различен тип на водоснабдување и секој еден систем понекогаш во текот на работењето знае да се соочува со проблем. Значи се случува и не е грев да се случи, но проблем е ако не се санира. Проблемот е да се реши и да е решлив тековно. Добро. Вие сте и дел од стручниот тим за санација на водата во Гостивар. Таму има некои околности, истрага на обвинителството, поради кои што тие специфики не можеме докрај да ги разгледуваме. Меѓутоа, факт е дека кризниот штаб Попладнево и официјално даде зелено светло за она што ќе значи процес на санација, прочистување или како е стручно тоа, санитација или така натаму. Сега, со оглед на тоа што го видовте таму, со оглед на тоа што го знаете, а се применува и во Скопје, што е она од технички аспект што ќе се случува во Гостивар за од оваа ситуација на загадена вода и забранета за секаква употреба, дојдеме во она како што се најавува прв степен на техничка вода, а потоа и чиста и безбедна вода за пиење. Вака начално сите официјални информации ќе ги дава министерот Тошковски, кој што го води кризниот штаб, но меѓутоа можам да ви кажам дека се работи и граѓаните малку да се смират затоа што секој проблем е решлив, меѓутоа за секој решение е потребно време. Од друга страна можам да ви ги кажам искуствата и да ги пренесам тоа што ние го работиме на секојдневно ниво во градот Скопје. Што значи тоа? Теоретски некакви два принципа се споменуваат, така наречено супер хлорирање или некоја поблага варијанта која очигледно со одлука и на управувачкиот комитет веќе почнува во Гостивар. Што значи тоа? Што ќе се случува кога еден систем треба да се прочисти? Искуството го кажуваат следново. Нашиви ресурси кои ги употребуваме, посебно во период летен, кога ги вклучуваме бунарскиот систем Нерези и Лепенец, редовно вршиме процес на перење на бунарите. Тоа значи дека ресурсот не е вклучен во водоводната мрежа, се прави на тој начин што се хиперхлорира за одреден период и таа вода не се вклучува во системот, туку оди на испуст. Понатаму, редовна обврска на секторот санитарна контрола после таквиот процес е да земе примерок и да ја констатира фактичката состојба на примерокот вода. Значи, пошто се работи за сирова вода која што не е помината низ процес на дезинфекција и одредуваме само која класа на вода е согласно уредбата за класификација на водите. Кога ќе констатираме дека истата ги исполнува критериумите за да може ресурсот да биде вклучен во водоснабдителниот систем, даваме зелено светло на колегите од сектор експлоатација и одржување за истиот ресурс да можат да го вклучат во водоснабдителниот систем на градот Скопје. Понатаму се врши хлорирање и ние редовно си ги испитуваме примероците на дневно ниво. И сега сите тие што сме лаици, сме комплетно збунети кој дел од системот е тоа. Ова супер хлорирање веќе е најавено и соопштено Попладнево, нема да се примени во Гостивар. И заради многу други околности се применува еден поинаков систем, ајде јас ќе го наречам лаички на поблаго хлорирање. Што значи тоа чистење на системот, односно дали значи дека сите дома во Гостивар ќе треба да ги вклучат своите чешми за да може таа нечиста вода некаде да истече. Јас не би го спомнувала Гостивар, туку истото доколку би го направиле дури и да го направиме истото и во градот Скопје, значи ќе падне притисокот во мрежа и граѓаните нема да имаат никаква вода за пиење. Значи, во градот Скопје редовно постапуваме кон поплака од граѓани. Тоа значи дека корисникот, доколку се пожали на квалитетот на водата,
ние како сектор излегуваме на терен и земаме примерок од соодветната локација која што е спомената. После извршената анализа, доколку констатираме некаква неисполнетост во однос на оној основен преглед кој што е барање на правилникот за вода за пиење, се постапува кон испирање на мрежата. Колегите се дојавува тоа веднаш и колегите од сектор водовод ја перат мрежата на соодветната локација. По завршувањето на испирањето, секторот повторно постапува и зема примерок и истиот примерок се носи на анализа за да се констатира нели дека истиот е санитарно исправен и безбеден. Што значи тоа? Дали еве да се обидам да појаснам уште малку, дали тоа значи дека кога говорите за редовно или вонредно при безбедносни инциденти чистење на системот, се чистат оние главни водоводни големи водоводни цевки кои што ја носат водата до градот, но не и сета онаа мрежа која што се разгранува кон домовите. Домовите. Значи вака, јавното предпријатие на годишно ниво донесува еден динамички план за испирање на мрежата по реони. Тоа се прави во одреден период, кога колегите ќе завршат со испирањето на главните цевководи, ние постапуваме по нивна наредба, одиме на лице место, земаме примерок, ја констатираме соодветното извршење испирање на мрежа. Значи тоа редовно се прави како редовна работна обврска во тековниот период. Ние тоа не го гледаме, освен што може да констатираме дека или немаме вода, или имаме вода со многу мал притисок. Но ако се испираат, еве сега ние граѓаните и лаиците имаме други прашања. Ако се испираат односно се перат само тие главни цевки, но не и ова што вие го нарекувате секундарна мрежа која доаѓа до нашите домови, како ние како крајни корисници да бидеме сигурни дека и тие се чисти? Во градот Скопје може да бидат сигурни и безбедни затоа што локациите од кои што ние ги зимаме се од крајен корисник. Што значи тоа? Слушнав дека во последниот период се зголемени бројот на мерни места. Ако се отвори интернет страницата на водовод, тука ќе се прочита за цел систем, хлорни станици и така натаму. Што значи цела таа сложена структура за еве скопјани кои што имаат среќа да имаат така опремено и структурирано јавно предпријатие бидат навистина сигурни дека тоа што доаѓа до нив е чиста и безбедна. Значи, генерално, граѓаните мора да бидат сигурни дека пијат санитарно исправна вода, затоа што тоа ни е наша законска обврска. Значи, доколку не испорачуваме ние безбедна вода, ќе имаме поинаков проблем. Така да... Но сложен е тој систем, хлорна станица една, хлорна станица 2, 3, 4, 5, па основна мрежа, па главна мрежа, па и сето тоа е премногу сложено, се вели во материјалите на предпријатието потврдено е дека овој непроценлив природен благодет до тој степен е физички, хемиски и бактериолошки чист, што нема потреба од каков било дополнителен третман, освен превентивно хлорирање. Тоа го наложува законот и поради должината на цевководната мрежа. Значи, градот Скопје е доста голем и поради исполнување на законската обврска мора да вршиме начин на дезинфекција, со тоа што начинот на дезинфекција во градот Скопје се врши со гасовит хлор. Што значи тоа ако некој почувствува дома, иако освен она што визуелно може да го видиме, ако сакаме да провериме оние алатки за проверка кои што можеме да ги најдеме и во аптека, ќе ни покажат основна концентрација на pH или тоа што народски го велиме, дали е водата тврда или не е тврда и така натаму. Значи, градот Скопје знаеме дека се снабдува од изворот Расче. Изворот Расче е доста хемиски стабилен поради својата структурна поставеност. Водата во самиот извор е со постојана контролирана температура од некаде околу 13 степени.
поради составот на планината Жеден, водата на самиот извор скоро никогаш не доаѓа со заматување, така што во однос на хемизмот има една константна вредност на оние параметри како што се минералите калциум, магнезиум, натриум, калиум. Во однос на микробиологијата, тоа е променлива работа во зависност од годишното време, но самиот извор е доста квалитетен, иако народски кажано е со малку повисока тврдина. Изворот сам е од карбонатна структура, така што тоа е и помал проблем во однос на другите проблеми кои што може да ни се јават. Се случуваат тука условно безбедносни инциденти или проблеми во Скопје? Во теков на работа не. Значи се превенира. Се превенира. Постоењето на лабораторијата е контрола на самиот квалитет. Значи замислете некако една фабрика за вода, или пошто водата е и храна, значи доколку ние констатираме дека во одреден период примероците се неисправни, ние континуирано подлежиме кон надзор од акредитација. Лабораторијата е акредитирана скоро 15 години, така што континуирано стоиме позади резултатите кои што ги издава. Што ќе значи сега овој процес или што би значил теоретски тој процес? Прочистување на вода во две фази. Прво да се донесе до техничка вода, а потоа и вода за пиење. Колку сето тоа би можело да трае временски и од што зависи динамиката? Зависи од резултатите какви ќе се покажат во лабораторија. Има ли проекција, например, кога се влегува во таков проект, колку тоа би трае? Во тој дел не би навлегувала многу. Да оставиме прво да видиме анализите како ќе покажат. Добро, и во летен период рековте дека се вклучуваат во Скопје и дополнителни извори, и токму за дел од тие извори понекогаш се повторуваат и прашањата колку ние како држава, како општество, тука е предсем има многу студии околу ризиците за лепенец предсе, колку како општество сме посветени на тие ризици, бидејќи да се има здрава и чиста вода за пиење во ова време е навистина благодат. Ние како јавно предпријатие, се што ни е во законски рамки и обврски, се што треба во нивна заштита, се прави. Во постојана контрола на квалитетот. Колку треба да бидеме загрижени и за оно што го слушаме за старена мрежа, губење на вода, бидејќи сето тоа создава дилема кај граѓаните. Иако степенот на така наречените азбестни цевки од година во година се повеќе се намалува, меѓутоа се тоа прашања кои предизвикуваат дилеми, што значи тоа за нас како крајни? Мало е процентот на кој што се останати од азбестните цевки, но сепак ќе кажам дека ние годишно како лабораторија правиме над 20.000 примероци од водоводната мрежа во градот Скопје. Тоа значи во превод 10.000 физичко-хемиски и 10.000 микробиолошки примероци. Така што секако ја констатираме исправноста на водата. И покрај типот на мрежата каква што е. Госпоѓа Јаневска, ви благодарам што вечерва бевте дел од Телма интервју. Ви благодарам и на вас.